Play in. После добрата журка кај Тајзи продолживме и на добра журка кај ДНК. Тие беа на широк сокак, а како ние поминавме таму, погледнете. Play in. Добро, тоа е, ја дресот си го имам. Него ни враќам. Ви имате дресови? Идете на утакмици? Идете или не идете? Идеме или не идеме? Идеме. Тоа нормално дека идеме. Мора да идеме. Мора да идеме. Има една numера се вика само таа знае како. Таа е на нова. Добро вечер до сите ваши гледачи. И искрено многу ми е драго што сме вечерва во фул состав за прв пат во Битола и немаме настапувано многу одамна и знаеме дека битолчани имаат префинет вкус за музика и имаме она мала трема иако сме имале многу концерти. Реално зашто знаеш секоја публика е специфична, знам пак ќе повторам дека се имаат префинет вкус битолчани, баш кога се кабадаи сите и мора да даеме максимум од себе. Па екипата мислам дека е добро позната на луѓето, оние кои не пратат, оние кои не пратат. Тоа е Лазар Цветковски, аранжман кај негово студио, во новото студио. Многу ми е драго дека искочи прв албум од новото студио од кај Лазе со нас. Текстовите се мои сите, музиката е моја, исто и дел на Лазе. Значи, ние сме фактички три члена, јас, Андреј и Лазар Цветковски, кој секогаш стои позади нас, ете ние сме као артисти и пееме, ама да не беше Лазе, немаше да имаме ни 50% од тоа што сме денес. Знаеш како? Сега ме прашам, мислам дека има 12 песни, не знам. Не знам, и се гледаш, јас визуми имам цедиња за вас, да ви дадам после. Мислам дека има 12 numeri, од кои 7 беа нови. Релативно брзо го спремивме албумот, знаете, некои наши колеги по 10-15 години не вадат албуми. Ние извадивме 2010, 2013, 2016. Како созреваме ние со годините и како музичари, така бараш експерименти. Ние нашиот печат го имаме задржано низ цел албум, ама има многу поемотивни текстови. Веќе сме возрастни, јас умејо време изгубив мојата мајка што ми значеше се, затоа и напишав една песна за неа, која се вика и албумот по таа песна Уште еден ден, што ја никогаш да не се случило тоа и дај Боже да не се случише да не напишев таква емотивна numera, ама слушајќи го албумот, кога го преслушав, кога беше скроз готов, сваќам дека сум многу разнежен у последно време. Така да мене не ми смета, верувам дека и на публиката сака искрено, сака љубов, константно и сака позитивна енергија. Ја мислам дека ние таа дадовме и со тоа што го сработевме, гледаме како е фидбекот од публиката. Сегде кај што бевме ова лето на цела турнеја, сегде беше полно, ако не било преполно, минимум било полно, ако не било одлично, минимум било многу добро и затоа и го закажавме и нашиот трет солистички концерт во Скопје или второ во Метрополис Арена на 18 ноември. Верувам дека ќе бидете гости и таму да снимат. А гледаш, таа е една песна која никогаш не сме направиле таква numera, таа е диско фанк, некој модерен фанк. Јас таа знаеш како настана, влегов, ја требаше да снимам една друга numera која беше веќе готова, а Лазе нешто чепкаше, ја така му викам Лазе, јас сум тука, окей, качи се он у студио работи и он веќе работи на таа ствар, свири некој фанк, свири на пијано и ја влагам и онако играм, му викам тргни ја песнава, готова е за нас, и ми се врти онако. Како бе бро, како? Викам така, тргни ова, готово, глава ми е.
и ја направивме. Според мене е една numera која мене многу ми се допаѓа, потсеќа на она златна генерација на македонската музика 98-2000-та. До сега нема таква numera направена во поново време збора. И затоа ми беше драго да ја ставиме, да ја пуштиме и ја форсираме. Затоа и снемме спот, таа не е мега хит, не е хитовска, ама таа ќе остане. Многу е лесна за ова, поготово за повозрастна публика. Затоа, знаеш, правиме компромис, имаме numeri од типот на само таа знае како, што е малку за потинејџери, Звер што е стварно за тинејџери, некои клубски numeri. Ова е веќе дискач онака која дефинитивно е малце по за возрастна публика. Да, да, за возрастни, јас знам дека се утепа од свирење по радија. На бензинска станица ме застана еден дечко кој имаше на своји 40-45 години и ми кажа: "Ја ви стана фан, ја слушам, јас и ти фаворитни." И онака, нешто ќе ти каже нека таква работа. Па тоа е најголемото богатство за еден музичар и за еден текстописец. Кога си оставил печат, кога си ги допрел со текстот, значи твојата искреност допрела до нив. Ниедни пари на светот, за жал не може да се почувствувате така, да осетите како е кога ви ги пеат вашите текстови. Не е дека сум навикнат, значи не ги пеат нон-стоп, ама секогаш кога сме на сцена и кога ги пеат, јас се топам, не. Поготово дека се мој, знаеш, онака не се верува. Последниот период актуелно беше со хонорарот за Пиболен. Како? Последниот период, викам, актуелно беше хонорарот за Пиболен. Колку сте задоволни од битолската организација? Вака, прво мора да изразам голема благодарност до Сашо, од портал и сите оние останати кафичи и Гучи, Пиано бар, Кафеин и Символ, кои се можеби едини еснав луѓе и многу интелигентно изиграат да се соберат 5 кафичи да направат ова што го прават, не само со ДНК. Јас сум свирил како диџеј тука, значи шампионска работа. Ние на вакви места по карти не се продаваат. Знаеме колку е тешко, каква е финансиската моќ на граѓаните и целокупната економија во Македонија. Значи ја овде би свирал не за 700, би свирал за 0 евра. Пошто сакам луѓе кои се искрени. Сачо е прекрасен домаќин, еден од моите топ 3, иако го знам многу од неодамна, еден од моите 3 фаворити за работа, вклучувајќи еден од тие топ 3 и Марио од Рачегор, една легенда урбана македонска, не само битолска. И едноставно сме задоволни, нормално, со оглед на тоа какви услови ни понудија, хотелски соби, ручек, како што треба, значи сме поштовани како сите. А за жал, на Пиофест ни понудија тоа што ни понудија. Газдата, организаторот ми се извини, мене тоа многу ме навреди, подобро да ми каже, Панчо, немаме финанси, бидејќи се знаеме, завршени работа, па ќе ти вратиме на друг начин. Кога може за други да плаќаат повеќе, кај нас не ни требало да се дрзнат, да ни се јават. Реално мене ме омаловажи тоа. Тој е продуктивен чекор од вас. Ме интересира што е со фестивалите во Македонија, зошто не настапувате таму? Да не звучиме дека сме стари, но мислам дека тоа треба помладите да оставиме. Сме имале, дури Лазар не прашал дали сакаме да идеме на Евровизија и такви работи. Македонија е една грото од луѓето, да кажам не 100%, ама 80% се хејтерска нација, која не го поддржува своето, едина, мислам дека е едина земја што има толку негативен став кон своите продукти, било да се артисти, уметници, македонски производ, дали е некој, не знам, смоки или било што. И не гледам зашто би иделе на фестивали, ден-денес се случуваат местенки. Мислам дека ние доволно сме биле на фестивали, сме биле на Макфест, Макфест е еден од пореномираните фестивали. Впрочем и таму ни се направи еден повраток на кариера, јас мислам. И едноставно немаме потреба, гледам и дека смешки се случуваат на фестивалите. Ако порано не зборев јавно, сега мислам дека сме компетентни, доволно сме долго на сцена, 15-та година е ова, и мислам дека можам да кажам фала ви, да сте живи и здрави и вие, и да терате уште многу емисии. И мислам дека тоа што ќе го кажам не мора да биде ја како што ќе кажам, ама тоа е мој личен став, што не значи дека така ќе остане секогаш. Ако се смени, ако ја визуелно и музички, нели, продукцијски
го гледам како и ако мене ми звучи како што ќе кажам позитивни зборови. Не сум човек што не дава критики и пофалби јавни, многу сакам, но треба да има подкрепа за тоа. Колку сметате дека ете фестивалите се придобивка за македонските артисти да се промовираат, па и македонската музика се повеќе да слуша македонската публика? Кој гледа денес телевизија више? Знаеш, треба стварно да се јават сите оние продуценти кои вредат во Македонија, да се соберат на фестивал и тоа ќе биде остар фестивал. Веќе никој не ќе да настапува. Гледате што се случува, победуваат некои нови клинци, мислам и нормално дека треба да победуваат, ама кога се појави некој добар продуцент стар или веќе етаблиран кој стварно прави добра ствар, ама кој нема координирани гласачи и не се замара со тоа, рачуне на Тамара, Тажна љубов, срекна песна, немаше да се пласира на Макфест, а стана мега хит за пред 2 години. Така да не гледам причина, музиката не е трка и музиката не е прво, второ и трето место. И ние, знам, со полна месечина на Макфест не дојдовме ништо сценски настап, дојдовме, па после тоа дојдовме за највртена песна помеѓу два фестивала. Тоа е наградата, нели? Наградата као статуетка и као пластика или нешто што ќе ти дадат таму. Дефинитивно еден од најслушаните изведувачи во македонската сцена сте. Кажете ми доколку ете некој млад изведувач вас ви се обрати за помош, за совет, да шојде, дали би излегле во пресвет како ДНК? Апсолутно, ние сме излагале многу пати до сега. Нема зашто да не, нит ги осеќаме како конкуренција. И ние сме прашували, ние сме барале совети, ден денес се советуваме, се консултираме со колеги, гледаме, идеме по настапи странски да видиш да не можеме ние да измислиме топла вода. Дали можеш нешто да украдеш, поточно да го адаптираш ти како што тоа би ти изгледало. Нели ние секој имаме различен печат, секој бенд има различен печат, секој артист и пејач има различен печат и по тоа е препознатлив. Така да мислам дека сме отворени, не мислам него тврдам кој да ни се обратил, не сме его трип, мислам дека сме едни воспитани момци кои се израснати на улица без помош од мајка и татко и затоа се почитуваме пред се самите себе бидејќи сме постигнале ова што сме постигнале. Не мислиме дека сме најслушани, дека сме највртени, има и други колеги кои се вртат и кои се слушаат. Фала му на Бога што ова нас не се случува. Она го живееме, знаеш, го живееме сонот на некој начин, иако е мал простор. Битно дека имаме многу позитивна енергија. Јас со најтешкиот период од мојот живот го поминав со музиката, со пишување, со целата болка што ја вадев од мене и да не ми беше тоа, не знам кај ќе бев денес. Ете една прилика совет до сите оние млади кои сакаат да го следат вашиот пат на успех. Совет, ништо, знаеш што, да не подклекнуваат, ние сме имале многу сопки, многу. Ни се подсмевале новинари, не викале на интервјуа, не фаќале како мајтап група, ете двајца мали келјави, сакаат да се славни за да фаќаат девојки или да ги пуштаат на врати, знаеш. Најверојатно самите новинари или самите тие луѓе кои ни се подсмевале биле искомплексирани, бидејќи јас сум израснат на улица и тој факултет што го имам уличен не може со пари да се купи, а совет е да не подклекнуваат пред никој ако цврсто веруваат. Треба да прават она што вистински го сакаат и што мислат дека е вистинско и од срце и еден ден ќе упали. Ние случајно сме упалиле. Никогаш не сме правеле песни со наменски. Никогаш. Може имало полунаменски, ама наменски не. И тоа све што е напишано од душа се претворило во голем хит кој за жал не може да живееме ние од тоа, не знам како екстравагантно. Но реков, пуна ми е душата, зашто нешто што си напишал од срце и друг човек се исповетува со тебе, а тоа е фантастично. Ви благодарам многу, ви благодарам за одвоениот термин и време. Се надевам дека ќе се забавуваме како што треба и имам 2 цедиња за вас, за вашите гледачи. Следен пат кога ќе дојдам ќе донесеме поике, па вие ќе ги делите. Voglias na prago, kada što stojam sam. Voglias na prago, do pojke ne znam. Zakam ti da budeš moja, ljubav jazda ima tvoja.
Koľka umíram po tebe, za tebe. Zakam ti da budeš moja, ljubav jazda imam tvoja, ja ti biti nikog pored tebe. Stojam sam i svega ja ti priznavam, neka bez tebe ne možem da živim. Stojam sam i svega priznavam, pišem samo koga ja se dobiram. Bez toga tebe ja sam od sebe, ja sam od toga, ti si da sebi dam, da si tu kad ideš za mene. Ljubav tvoja je taka da mene masaka, znam ja beskrajno, znam ja beskrajno. Za mene ljubav samo srce ispije, da vodu pije, da ga opasno, da ga opasno. Samo tiene vreme, možda da ti dam sve. Džave ludi koji će okrene ti, ako takaš tako toga sama ostavi. Ja znam, ovo dobro što misli za mene, znam. Kako ne se čuješ ti od sebe, znam. Neka ti za mene si vidjava, znam. Znaj neka to, a ja to znam ti znam. Neka to je taka da mene me saka, znam ja beskrajno, znam ja beskrajno. Za mene ljubav kao srce ispije, da vodu pije, zakon ti da budeš moja, ljubav jazda imam tvoja, ja ti biti nikog pored tebe. Stojam sam, svega ja ti priznavam, neka bez tebe ne možem da živim. Stojam sam i svega priznavam, pišem samo koga ja se dobiram. Hey, hey, hey! Stojam sam, da se prepoznavam, stojam sam, koľka umíram po tebe, za tebe. Zakam ti da budeš moja, ljubav jazda imam tvoja, ja ti biti nikog pored tebe. Play in